Ова е пунктот во скопската населба Ѓорче Петров во кој се собира хуманитарна помош за луѓето погодени од воените дејствија во Украина. Го отвори Сдруженијето на украинци во Македонија Лесја Украинка. Поради војна све им е потребно, затоа што луѓе оставиле своите куќи, згради, со деца бегат жени, така буквално они што успеле да се земат со себе, тоа понеселе, така и храна, и лекови, и облека, и пелени, буквално све сега потребно за обична фамилија која бега во Украина. Најмногу донираат поголеми компании, некои носат со сопствен транспорт. За оние што не можат, од Сдруженијето велат дека и самите организираат транспорт. Доаѓаат и обични граѓани со полни торби. Ние сме благодарни за било која помош хуманитарна што е добро дојдена, така тука се одвиваат работи како се одвиваат, не можеме да очекуваме ништо. Второ сме благодарни на бизнес голем во македонскиот кој веќе има испратено 6 камиони хуманитарна помош за Украина. Сопругата на председателот на Сдруженијето Татјана и Маријанчо Велковски, скопјанец кој е оженет со украинка, секојдневно се во пунктот. Велковски смета дека сме хумана нација и дека некои граѓани го донираат и последното што го имаат. Скопјанец донел количка, патерици и други помагала што му припаѓале на синот кој починал. Така рече со солзи на очи. Вика мене не ми треба, тоа ќе треба на некој болje да го земете, вика, некој да го искористи, на некој кој му треба, а сега се знае на кого. Постојано водат евиденција колку и какви производи се донесени. Осем да не е од животинско потекло. Лекови, брашно, цветин, конзерви, грашак, житарици, тоа е. Облека може за деца, на крај и крајава и некоја играчка за некое дете. Го прашавме Велковски зошто се решил да помага во пунктот. Ја мислам дека треба секој човек кој е хуман. Знаеме историјата како било и кај нас. Многу ни помогнале и сакаме и ние да помогнеме. Председателот на Сдруженијето Урбановиќ вели дека камионите со хуманитарна помош се упатуваат за Чернивци, место во близина на романско-украинската граница. Чернивци е 30 км од граница со Романија, сосем е безбедно, тама има пункт за хуманитарен собир од цела Европа. Они таму влегуваат 50 км од граница и таму се истоварат и после се враќаат безбедно назад, а веќе во Украина тоа се праќа таму каде најнеопходно, тоа што они имат со возови, со волонтери, коли веќе таму они се организираат сами. Од завчера Сдруженијето на украинци постави шатор на централниот скопски плоштад во кој исто така може да се донесе помош. Во него помага Маријана Велковска, чија мајка е од Украина, а дедо ѝ е на украинските боишта, иако има 70 години. Пунктот е отворен веќе трети ден, ќе биде до 9 март, но ќе се обидеме да го продолжиме, да добиеме решение од општина Центар за да продолжи шо неколку дена. Затоа што многу е потребна помош моментално на Украина. Црвениот крст на Република Северна Македонија пак апелираше да се донираат финансиски средства. Сите заинтересирани лица можат да донираат преку нашите телефони, веќе добро познати и објавени во јавноста, и секако можност да сите заинтересирани граѓани и компании можат да уплатат средства во сметката на Фондот за солидарност, кој исто така е познат на граѓаните. Саити вели дека Македонскиот Црвен крст има искуство со бегалски кризи и е подготвен за прифаќање евентуален бегалски бран. За сега, според нивните информации, регистрирани се тројца украински бегалци во земјава. Во нашите редови разработуваме две сценарија. Едното би значило доаѓање на евентуално граѓани од Украина, кои тоа го прават индивидуално, или доаѓаат, да речем, имаат одредени семејни релации или пријателски, роднински и така натака со нашата држава. И втората опција би била евентуално доаѓање во поголем број или поголеми групи. Проценките наши се дека со оглед на тоа дека не сме ние земја сосед
на Украина. Не очекуваме дека имаме голем наплив и прилив на бегалци, но секако дека сме подготвени за тоа. Од Сдруженијето на украинци велат дека би им било полесно ако се отвори по еден пункт за собирање хуманитарна помош во секоја општина. До тогаш велат патуваат и по други градови за да собираат помош со своји возила, а некои граѓани им праќаат по карго. Ќе бидеме благодарни од било која помош, и од големи држави, и од мали држави. Знаете како капка по капка река тече. И со таа помош Украина ќе зачува цел мир за свет.